По струмичкиот турнир македонските одбојкари се подготвуваат за следните два надпревари во Европската златна лига. Македонската репрезентација денес патува во Беверен, каде што во сабота ќе се соочи со селекцијата на Азербејџан, додека пак во недела со Белгија. Двата противника досега забележаа по 2 порази, што е идентичен ефект како и на нашата репрезентација. Нашите одбојкари фокусот го ставаат на Азербејџан, со оглед дека имаат полош рейтинг од нас, а доколку се триумфира над Азербејџан, тогаш речиси ќе биде сигурно дека ќе го повториме пласманот од ланското издание на Европската златна лига кога бевме 11-ти, а секој ќе ја задржи можноста и заскалило погоре. Азербејџан не освои ниту еден сет на домашен терен против Романија и Украина. Селекторот Хари Наковски и деновите инсистираше на поправен примат, бидејќи тој елемент ќе биде клуч за нашето издание на двата надпревари во Беверен. Доколку тука се подобриме, ќе ги зголемиме нашите шанси во соучувањето со Белгија, која загуби со 3-1 од Хрватска, а со 3-0 од Финска, но за разлика од Азербејџан, одигра многу потесен надпревар на турнирот во Тампере. Во составот на македонската репрезентација нема промени, а тоа значи дека Тоше Ефремов и Кристијан Елиев нема да патуваат во Беверен, па така селекторот Наковски ќе се подпира нистиот состав од претходно. Реално е опцијата четврти пат поред во последните 10 години да славиме со максимални 3-0 против Азербејџан.